Radio Slobodna Makedonija. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Токму така и оваа среда на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Малјановски во Живот до 9 часот и 30. Добре ни дојдовте. Добро утро. Зборуваме денеска на темата за кампањата која се одвива секоја година во текот на 16 дена помеѓу 25 ноември, Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените, и 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права. Протоколовата боја се користи, знаеме, како символ за посветла иднина без насилство врз жените. Да позборуваме што се организираше во нашата држава, по доктор Малјановски. Како што бевме и самите сведоци, видовме една огромна кампања со цел да на нашите жени, мајки, сестри, им даде еден пострек, односно можност да се запознаат со нашето кривично и правно законодавство и да на еден начин влијаеме да ова општествено негативна појава што е можно побрзо, ако не да ја искорениме, меѓутоа да ја намалиме колку што е тоа можно. Беа огромен број на манифестации, почнувајќи од културните збиднувања во нашата држава, па до трибини со цел, пак велам, да се објасни правниот статус, како и нашето законодавство. На тие трибини учествуваа голем дел на луѓе кои работат со оваа проблематика, меѓутоа исто така можам и бев сведок да видам да во своји искажувања има и жртви на насилство кои со своите потресни кажувања ги кажуваа голготите низ кои поминуваа. Навистина сведоштвото беа со огромен емотивен набој, заради тоа што сепак е огромна храброст и желба за ова општествено негативно однесување да се прикаже пред јавноста, тргнувајќи од собствени искуства кои навистина се многу болни и трагични, можеби. Да, и веќе споменеме и дел од активистите кои се вклучија, нели? Тоа се луѓе актери, спортисти, пејачи, како Гораст Цветковски, се извинам, Индира Кастратовиќ, Наум Петрески, Катерина Ивановска, Артем Шакири, Ана Јовкова, Емра Куртишова, Владко Лозановски. Се уште трае кампањата, ќе трае, како што рековме, до 10 декември. И сега каква е всушност, ние зборувавме во Живот веќе за семејното насилство, но ова е малку една поинаква, поразлична форма. Каква е всушност реалната состојба во нашата држава? Знаете, има најразлични толкувања, односно и најразлични информации за тоа дека од прилика секоја втора жена е жртва на семејно насилство, што навистина е претерано бројка. Мислам, дефинитивно ние не сме ни насилна нација, не сме ни нација која на оваков начин ги решава проблемите во семејството. Бројката во последните неколку години е стабилна и таа на ниво на држава се однесе од прилика 800 и нешто пријави, 836 пријави. Така да за оваа година, така да немаме некои порадикални движења на пријавувањето. Меѓутоа, сигурно, оваа бројка е само оној леден брег што е над морето. Сигурно дека постои голем дел што не се пријавува. И во оваа прилика, навистина, и јас апелирам да што е можно да секој насилство биде спречено, односно да биде пријавено. Најчести сторители на ова дело се мажите, луѓето од машки пол, и индикативно е што во последно време како жртви на семејно насилство се во поширокот семејство родителите, односно постарите луѓе. Зборувам за една појава која ја има секаде, ја имало, ја има и ќе има веројатно, меѓутоа ќе се обидеме со сите наши правни средства да на еден нормален културен начин го смалиме ова општествено негативно однесување. Така, еве накусо имам некои информации, значи 560 и 561 лица во првите 6
месеци од оваа година пријавило психичко насилство. Се чини дека психичкото насилство сепак е најзастапено, па понатаму има случаи секако и на физичко насилство, економско и сексуално насилство. Така, најмалку е сексуалното насилство. Може би заради тоа што заради деликатноста и не се пријавува доволно. Веројатно бројката е малку нешто поголема. Меѓутоа психичкото и физичкото насилство дефинитивно го имаме. Сторители може да бидат од лица кои, што се вели, од полнолетни сторители, од 20 па до подоцнежни и постара возраст, лица од машки пол, лица кои најверојатно се под дејство на алкохол, најчесто така кажуваат. Зборувам од искуството кога работа во центрите за социјална работа со сторителите зборувам. Значи тоа се лица кои се можеби во полна животна стага. Голем дел од нив причината за ваквото однесување ја гледаат и во нерешените имотно-правни, евентуално и нерешениот економски статус на семејството. Меѓутоа семејството може слободно се рече дека пријавата е кулминација на едно однесување, односно кога жената пријавува, тоа значи трпење подолг временски период во кој имаме секакво насилство. Најтрагичното од целата работа е што најчесто сведоци на насилството се децата кои траумите од детството постои реална можност да ги пренесат и во нивниот подоцнежен живот, односно кога ќе формираат семејство, и дефинитивно е докажано и научно докажано дека семејното насилство се пренесува генерацијски. Ако тато ја тепа мама, тогаш јас истото можам да го направам, гледајќи го примерот на своите родители. Така, на 31 31 332, доколку имате да поставите некое прашање, ни се јавувате или контактираме поточно директно во емисијата Живот. Затоа што кампањата се одвива на светско ниво, еве јас ќе поземам една изјава од познатиот актер Патрик Стюарт кој вели вака: како дете го слушав докторот како и вели на мајка ми: Господје Стюарт, мора со нешто да сте го испровоцирале вашиот сопруг. За кавга се потребни двајца. Ова беше погрешно, затоа што мајка ми не беше ништо вниновна, а и да била, насилството никогаш не треба да биде избор на еден маж. Така, меѓутоа, знаете, и молчењето некогаш, и прифаќањето иритира. Ние сме имали случаи кога буквално ништо не прави жената, ништо да со ниеден гест, со ниеден збор да не го испровоцира, и тоа е можеби понекогаш и причина да се стори семејно насилство. Велам, дефинитивно превенцијата е осознавањето и методите и техниките што ги предлага државата во спречувањето на овој ново однесување. Не е никакво оправдување да физички или психички, економски па исто така и сексуално, да употребиме сила према послабиот. Мислам, страшно. Дефинитивно такво однесување би требало да се казни, кога тој послабиот е мајката на неговите деца, кога до вчера било све во најдобар ред и во еден момент се случува. Постои реална можност. Исто така, би сакал да спомнам, дека дел од сторителите се и можеби психијатриски случаи, на кои им треба лечење. Меѓутоа, за жал, големот дел од нив не ја признаваат својата болест. Иако им бидат дадени медикаменти, односно лекарства, тие не ги консумираат. Тие се најопасните. Тие не знаеме што следниот момент ќе се случи. Не знаеме за должителното лекување, односно повикување од делови од институциите, брза помош и сместување во соодветни психијатриски установи. Меѓутоа, после третманот, они треба да излезат. Они треба да продолжат и понатаму да ги консумираат лекарствата што им се припишани, а не да престанат. Или да, што е најопасно, да ги комбинираат со алкохол. Тука има голем дел од сторителите се во вакви состојби ги сторуваат кривичните дела.
Да, меѓутоа, тие самите треба да се подвргнат нели на тоа. Значи, колку и да се наметнува тоа, доколку самиот, да речеме, сторител едноставно не прифати да се лекува, тоа не би можело, веројатно, во подоснежниот период да се имаме излекува. такви случаи, во центрите имаме, каде што сторителот не ја признава болеста, што е најтрагично. Знаете, тогаш, кога имаме веќе некое, навистина, тешко дело на семено насилство, каде што имаме и физички повреди, каде што навистина и треба и лекување, тогаш се прибегнува кон задолжително носење во психијатриску установа со асистенција на полиција, брза помош, и здравствените работници тогаш ги нормално работени од центрите за социјална работа ги носиме во болниците, каде што би требало да се излекуваат. Така, ќе споменеме за уште еден случај во светски рамки. Нью Йорк Таймс во јули месец оваа година ја имаше една од највпечатливите насловни страни со жените жртви, 35 од вкупно 46 на сексуално насилство, и тоа од страна на комичарот, актерот Бил Козби. Секој од нив проговори за страшното искуство после долги години молчење. Да, како да се работи за некоја подвоена личност? Ние всушност го знаеме актерот Бил Козби. Дали всушност овие насилници, еве така ќе се осмелам да ги наречам, се препознаваат во општеството? Или тешко. вака се притаени после толку години се открие една ваква страшна тајна? Многу тешко, дефинитивно една од најпроблематичните категории на луѓе. Станува збор, претпоставувам, за психопатија, која не обкружува. Психопати луѓе се реално многу тешко да се откријат. Од тие причини голем дел на светски значајни органи, институции и организации прибегнуваат кон психолошко-психијатриски диагностика, за да такви луѓе не им се провлечат во нивните значајни институции. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што психопатот е лице без совест. Така и најзначајните студии кажуваат. Лице кое е реално со доста висока интелигенција, лице кое знае да се прилагоди на секоја средина, лице кој може би е до нас, тука негде, колега, соработник, а кој само добро обучен човек може да го препознае, лице кое е сладкоречиво, лице кое е со пријатна надворешност, лице од сите области на животот. Аз се сеќавам, обвинител од една од нашите соседни држави, не сакам да спомнувам наши личности тука, кој работел на оваа проблематика, сексуално ги злоставувал другарчињата на неговото дете. Страшно. И сега можеме да замислиме какви се непрофили постои на личности. Тоа се дефинитивно најопасните луѓе што може да постојат. Познати се, најголеми, почнувајќи од Хитлер и други, да не ги изборувам, луѓе кои повеле своји нации повеле во сторувањето. Но да се вратиме на семеното насилство. Така е, тоа се најопасните дефинитивно. Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Во Живот денеска зборуваме за кампањата која се одвива со цел елиминација на насилството врз жените и девојчињата. Инаку, националните обележа, вклучувајќи го и камениот мост во Скопје, Нијагарините водопади во Соединетите Американски држави, рушевините на Петра во Јордан и седиштето на Европската комисија, овие денови се осветлени во Портокалово, како дел од кампањата именувана Обој го светот Портокалово, стави крај на насилството врз жените и девојчињата, стави точка. Така, меѓутоа, доктор Мајановски, ова не треба да се случува само во овие десетина дена. Треба да сме свесни и секако да реагираме и да бараме начин да се справиме со ова секој ден во годината. Јас најпред би сакал да искажам огромна благодарност на овие наши познати културни, спортски и јавни работници
кој дел од своето време и своите можности ги вложија во оваа кампања, заради тоа што навистина огромен е бенефитот од нивното учество во кампањата. Ако тој познат спортиста апелира за појава која е општествено негативна, тој негов збор на вистина оди многу далеко. Се сеќавам и на минатогодишните и неколку години поназад кампањи кои вродија со плод. Дефинитивно пријавувањето е еден од моделите на превенција во справувањето со ова дело и почнувајќи во почетокот пред неколку години ние имавме околу 200 пријавувања на ниво на држава, што е за 200-300% веќе зголемување. Нема да застанеме тука, апсолутно наша цел се граѓаните на оваа држава и нивна апсолутно благосостојба. Никој, ама баш никој не смее, зборувам дури за семејството, која е една навистина многу мала микросредина, да повредува друг. Апсолутно. Нарочито физички, па и психички. Физичките рани дел може би да се излечат. Меѓутоа, психичките трауми што ги доживуваат овие наши луѓе, навистина се остануваат многу години. Ја посебно би апелирал навистина да се создржиме во физичко и психичко насилство врз постарите луѓе. Тоа се наши родители. Тоа се луѓе кои нас не створаа. Ако не можеме да најдеме заеднички начин на разговор, не значи да употребуваме сила, заради тоа што не ни даваат доволно пари, не ни отстапуваат дел од имотот, што се најчести причини, или неслагањето во карактерите со нашите сопруги или нашите деца и така натаму. За жал, ова појава дел од тие стари луѓе доаѓаат во центрите, во полициите, каде што ги пријавуваат своите синови, евентуално и ќерки, кои ова дело го осторуваат врз нив. Жалосно, меѓутоа вистината. Така. На ниво на Македонија, на ниво на нашата држава, постојат 5 шелтер центри. Така. 4 шелтер центри и еден приватен. Шелтер центрите се наоѓаат во поголемите градови на нашата држава, во Скопје, Свети Николе, Битола и Прилеп. Така да малку, меѓутоа мислам дека во овој момент се доволни заради бројот на луѓето што се сместени внатре. Дел од овие шелтер центри, знаете, не може да се планира. Во моменти се сосема доволни, во моменти се празни или остануваат подолго. Престојот во овие шелтер центри е од 3 плюс 3 месеци, евентуално плюс уште 6 месеци, ако во меѓувреме жртвата или сериозноста на делото налагаат, или судскиот процес, ако е подолго трае, налагаат да жртвата на себеустанство биде заштитена од страна на институциите на системот. Има и еден кризен центар, така, за згрижување во период од ден-два. Така, кога некој дело се случи во време кога останатите се или оддалечени или прилично акутно е некое застурување, каде што е може би медицински третман или итно треба да се смести жртвата, тогаш и во овој кризен центар сместуваме лица. Така, и уште нешто, 5 центри за бесплатна правна помош. Не, значи имаме 30 центри. Сите центри за социјални работи, ова се невладените. Да. Значи во сите центри за социјална работа каде што има правник, должен е бесплатно да помогне, а исто така и бесплатната правна помош е, како и корисниците на социјална помош, е дозволена во однос на од листата на адвокатите да бесплатно пружи услуги на сторителите на семејно. Но ова е важна информација, дајте можеби за сите наши слушатели што не ја знаат. И СОС линии, така, 24 часа на ден. Да, отворени СОС линии кои што после приемот, значи го информираат центрите за социјална работа и Министерството на внатрешни работи, односно подрачните единици на Министерството на внатрешни работи. Ќе
Ќе го заокружиме мојавето, за жал толку е за денеска. Националната мрежа за борба против насилството врз жените ќе развива свеста за оваа проблематика преку кампањата, всушност 365 дена активизам против насилство врз жените. Ви благодарам, доктор Малјановски, за денешниот разговор. Волам. Бивме заедно на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, Трговско радиодифузно друштво, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 2 декември 2015. Техничка реализација Далибор Зафировски. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.